Нацртајте стебло. Истражувајте кластерирање. Направете кластери. Кластерирањето е техника која може да се искористи за да се стимулираат идеи и рушат блокови во креативното пишување. Исто така се нарекува вмрежување или мапирање. Првиот чекор на кластерирањето е да се напишат клучни зборови и фрази на средината на лист хартија. Клучниот збор може да се поврзе со повеќето теми. Например, ако написот треба да биде за некаква семејна драма, клучниот збор може да биде семејство или припаѓање. Ако есеот е за човекови права, клучниот збор може да биде човек. Клучниот збор е почетокот. Заокружете го и напишете нов збор или фраза која ви доаѓа на памет. Поврзете го со линија со зборот кој го заискри. Најважниот дел е да се продолжи, да не се ограничувате себе си и да одите додека не ја пополните целата страна или ако претходно зададеното време, например 3 или 5 минути ви истече. Сега разгледајте ги зборовите кои сте ги напишале. Можете, но и не морате да ги искористите во вашето пишување на темата. Слободната форма на пишување, како што веќе споменавме претходно, е техника која е базирана на постојано пишување во одреден временски период, без да обрнувате внимание на правопис, граматички правила или техники. Главната цел на слободната форма на пишување не е да се напише совршен текст, туку да се разбијат блоковите. Пишувајте без да се грижите за она што го мислат другите. Кажете ја вистината на хартија, дури и ако изберете да не ја споделите со други луѓе во вашето обкружување. Не пречкртувајте и не прегледувајте како ви оди. Само продолжете да пишувате. Додека пишувате во слободен стил, може одеднаш да се најдете пишувајќи реплики и доживувајќи наплив на инспирација која не би се појавила ако поминевте 3 часа пред компјутер мислејќи што да напишете. Може да открие некои мисли и идеи кои не сте ни знаеле дека ги имате. Многу ја сакам идејата за слободната форма на пишување, бидејќи го изфрлате сето она кое ви паѓа на памет, како струја на свеста. Дури и кога повторувате некоја идеја 5 пати, тогаш почнувате да размислувате, може би има нешто таму, што пробувам да кажам. Тоа е добра самоанализа, а потоа може да ги истражувате нештата со други луѓе. Користите помагала за креативно пишување. Помагало за креативно пишување е едноставна техника и користи неколку збора или реченици кои можете да ги искористите како почетна точка за вашето креативно пишување. Од кога започнавте со пишување и сте го искористиле помагалото за инспирација, препуштени сте самите на себе. Помагала за креативно пишување се добар начин да се изгради самодоверба во пишување и да ви текнуваат идеи за блогови, приказни, поеми и други креативни творби. Овие кратки вежби за пишување можат да бидат доволни како активности за учење, кои имаат за цел да го развијат јазичното познавање на студентот, праксата како и креативноста. Принципите на креативно пишување најчесто се применуваат при работа со помагала за креативно пишување. Сега ќе се обидам практично да ви покажам неколку помагала, односно реквизити.